Добар ден, почитувани гледачи. Во ова жешко попладне на сите ни е потребен повеќе воздух. Затоа ви предлагам Дишете театар. Добар ден за Весна Терзиовска, волонтер и подпредседател на Црвениот крст од Охрид. Добар ден. Кој разбра, кој не сега ќе му објасниме. Значи, Вдишете театар е проектот кој што го реализиравте синоќа, значи новата представа од Вдиши театар. Овој проект кој што екзистира во Црвениот крст на Охрид и кој што беше пример за другите организации од Македонија да го следат истиот. Значи и во другите градови започна да живее овој проект. Синоќа во предворието на Света Софија имавме чест и задоволство да ја гледаме представата Домино, на вистина представа изведена од аматерија, ама на едно професионално ниво. И како што впрочем се случува во животот, еден домино ефект, така се случува и настаните во самата представа. Честитки за успешно реализираната представа. И ајде од каде идејата за ова представа, повторно авторско дело, значи од волонтерите на Црвен крст. И како дојдовте токму на идеја да се направи едно вакво сценарио и една ваква режија? Така ви благодарам за честитките и ви благодарам на поддршката на вашата телевизиска куќа како медиум. Да, вчера беше свеченото отворање на меѓународниот аматерски младински театарски фестивал Вдиши театар, кој веќе по 6-ти пат се реализира под покровителство на Црвен крст Охрид. И го отворивме со премиерно прикажување на перформанс и представа со името Домино. Перформансот беше обединетост на сите претходни представи, 5 во рамки на Вдиши театар, кои што се прикажале на свеченото отворање од 2014 година наваму. Суд за морални вредности, Деспина ќе ја грабиме, никој да не знае, Фортуна, Багаж и во фиока, но и самата игра и музичко-сценски перформанс беше најава на тоа што се случуваше потоа, односно, како што кажавте, самиот домино ефект. Потоа следуваше представата Домино. Идејата за таква сценарио беше од самото искуство, самиот живот, посебно на младинците, бидејќи, како што кажавте, сценариото го пишуваме сами. Серија настани кои што следуваат еден по друг и всушност дека и во животот, и животот е домино, исто како што играта домино, ни еден настан не е настан сам за себе, туку секој настан предизвикува некој друг настан. Тоа беше идејата. Секоја година мислиме дека сега го достигнавте врвот, за наредната повторно да не изненадите. Кој стои зад реализацијата на сите овие проекти? Реков, аматери се во прашање, но имате помош веќе и од професионалци кои што несебично се внесуваат во ова, се да биде на едно така повисоко и посериозно ниво. Да, верували или не, како што кажавте, значи секоја година мислиме дека е врвот, но повторно сме сами од себе изненадени и мислиме дека вчера беше врвот. Само волонтери, нашите младинци, тимот оваа година бевме тројца, јас, Јованка Сион-Доленц и Јован Цветковски, кој што беше во улога и на актер и дел од тимот кој што го работеше сценариото. Инаку Јован и студира режија или актерство, што студира? Да, на постдипломски за режија, да. Неговата помош беше значи, тука, стручна, имаме веќе и професионален аспект. Така, да, и можеби беше многу добар коментарот дека со многу професионални манири една аматерска група ја прикажа вчера приказната што сакаше да ја прикажат. Изгледаме така, бидејќи ние работиме неколку месеци претходно на тоа и ова година имавме еден нов концепт, значи имавме поголема група на младинци со кои што работевме на развивање на нивните вештини, театарски вештини, да кажеме глумечките вештини, на дикција, на говор на тело, така да сето тоа заеднички тимски го донесовме до максимум што можеше да се доноси. Наистина сме задоволни од сето тоа. Некако имаме чувство дека сегашните генерации на деца, на младинци, не се многу заинтересирани за културата и за уметноста, но тоа не е така.
затоа што треба малку подлабоко да се загребе под површината за да се види дека има и интерес и талент, само тоа треба да се извади од некого и да се стимулираат и мотивираат. Вие пред да започнете со овој проект направивте една сондажа, да речам, едно наблюдување низ сите основни училишта во градот, можеби во средни, во средните, за да се разоткријат оние скриени таленти кои што ги има кај децата и така се направи една поголема група, бидејќи минатата година затоа што тоа така си оди поредот на нештата, едни заминуваат, други генерации доаѓаат, кога замина таа генерација каде што имаше доста успешни така актерски остварувања, мислевме дека нема кој да ги наследи, ама еве имало. Имало, да. Потполно се согласувам со вас дека значи младите се заинтересирани и за театар, и за актерство, и за креативни нешта, но треба да се пронајдат, да се извлечат нив максимумот и да се насочат правилно. Односно треба да им се даде можност тоа што го имат во себе да го изразат. Треба да им се даде поддршка. Ние тоа го правиме и децата заминуваат по природниот пат, многу од нив замина на студии во Скопје и мислевме дека навистина сега нема можеби идни глумци, но училиштата добија апел да ни ги спратат тие кои што се заинтересирани, кои што имаат некои афинитети, способности, желба макар. Така да се направи една солидна група од 30 мина младинци со кои што активно работевме и вчера навистина се покажа дека вреди да се работи со младите и дека, иако мислиме дека нема во нив можеби доволно креативност или сакаат некои други работи кои што нас не ни се допаѓаат, се покажа сосема спротивното. Верувајте дека тоа беа нивни приказни испреплетени во една представа и во едно сценарио. На почеток мислевте како ќе го реализираме проектот, ќе нема деца, а потоа испадна да има повеќе од она што требаше да бидат во проектот вклучени, затоа направивте една симбиоза и го направивте и тој перформанс со кратки некои епизоди од сите оние представи кои што претходно ги имате прикажувано. И навистина беше успешно. Да, токму така и беше мокшно, сакавме да ја подсетиме публиката кој беше патот, како настана Вдиши театар и што се случувало во минатите години. Мислам дека навистина се подсетија тие што не биле видоа што се случувало, децата беа презадоволни, баш како што замислувавме, значи го покажа тоа во најдобро светло. Така да целата група на деца кои што ги посетуваат театарските работилници во изминативе 4 месеци беа вклучени во вчерашното свечено отварање. Сега, тука ја гледам јас поентата на сето ова. Вчера беше само една завршница на тој проект и на тоа, како што рековте, 4-месечно активно работење, но во позадина стои многу повеќе. Вчера беше еден момент на блеснување на сцена, на аплаузи, ги доживуваш оние твоите 5 минути на некаква слава, но пред сето тоа да се случи има многу повеќе. Значи ангажман, одвоено слободно време, без никаков надомест. Тоа морам да го подличам, затоа што сега ретко што се прави ако се нема некаков материјален надомест. Дружба, отварање на нови видици, можеби нови патишта во животов. И тоа ми се допаѓа затоа што и на младината и даваме еден нов аспект, значи на она што може да биде во иднина и што може да го работи. Токму вчера и денес најголемите честитки ни пристигнуваат од тие младинци кои што биле дел од Црвен крст или од Вдиши театар и на кои што Црвен крст или Вдиши театар толку им влијаело што им се променил животот или се промениле тие самите како личности. И тие честитки ни се нас најдраги, кога ќе добиеме признание дека какво влијание позитивно имал Вдиши театар во нивниот живот. Во денешно време каде што младите се изложени каде што ги демнеат разни пороци, ние сакаме навистина да го поминуваат квалитетно нивното време и да направиме што повеќе за да бидат позитивен пример во нивната средина. И ние тоа го правиме преку многу ангажмани, волонтерски како што кажавте, но сме премногу задоволни бидејќи за нас награда е тоа што беше вчера и пак ќе речам, кога по неколку години некој од нив гледаме како го доживува Вдиши театар или Црвен крст и колку ние сме имале позитивно влијание врз него. Бидејќи ние, освен што ги учиме на овие вештини, ние и ги градиме како личности. Се трудиме воспитно да делуваме на нив,
да им кажуваме што е лошо, што е добро и не само тоа, туку да го практикуваме тоа и да не е само теоретски, него ги тераме да бидат проактивни. Навистина да ги прават нештата и ако сакаат некоја промена, тие да бидат промената. Така. Вчера беше преполно предворјето на црквата Света Софија. За среќа се погоди времето. Топло беше, немавме врнежливо или ладно време и уште повеќе тоа ги стимулира граѓаните да посетат еден ваков настан, но меѓу Охриѓани имаше и гости. Гости ваши, значи на Црвениот крст од Охрид, имавме гости од Битола, но и гости од околните држави. Сега ќе ни кажете од каде се имавме посета и кога вие ќе им ја возвратите посетата? Да, вчера имавме гости од Ужице, од Република Србија, од Крагуевац од Република Србија, од Суботица од Република Србија. За жал не дојдоа гостите од Бар, Црнагора и од Босна Требиње. Ги споменувам овие 5 града, бидејќи во теков на сиве 6 години ние соработуваме со нив. Секоја година тие се наши гости и учествуваат со представа нивна, значи тоа ќе кажеме подоцна дека и следниве денови имаме представи, дека фестивалот трае всушност 4 дена. Но и ние, како што кажавте, со нашата представа ќе гостуваме овој пат, ќе одиме во Крагуевац во септември, каде што ќе прикажеме нашата представа пред нивната публика. Сега секогаш имате забележителни настапи на тие гостувања. Дали таму нешто се добиваат некакви награди или само се рангираат представите? Како, на кој принцип оди тоа? Обично е ревијално представување, значи нема награди, но секогаш сме посетени од тамошната публика, интересни сме за медиумите, секогаш гостуваме во некој медиум. Интересен е фактот дека младинци од Црвен крст, дека Црвен крст дава представа. И ние со гордост кажуваме дека ние како производ Вдиши театар го извезовме во соседните држави, во овие што ви ги спомена, во Босна, во Црнагора и во Србија. Го извезовме како производ и таму тие веќе имаат формирано театарски групи од пред 6 години, значи поттикнати од нас и ние постојано соработуваме со нив. Така да заради тоа сме интересни да речам на публиката. Така. Но квалитетот никогаш не останува ненаграден и не е забележан. Вие го добивте пехарот за проект со најмногу сонциња. Значи така гласи таа награда, така гласи тој пехар. Ќе ни кажете нешто повеќе за што станува збор и што значи тоа најмногу сонциња, значи за што се добиваат тие сонциња? Во рамки на активностите на Црвен крст постои една национална програма промоција на хумани вредности во која се работи со младинци, деца од 13 до 17 години. Ова не случајно го споменуваме, дел од тие деца се дел од актерите во Вдиши театар. Во рамки на таа програма децата се обучуваат да лоцираат некој проблем, да прават истражувања, да најдат целни групи на кои што може да им направат некакви позитивни промени во животот, потоа прават разноразни активности и акции со кои што доаѓаат до одредени средства, финанси, во зависност од тоа што сакаат да постигнат и на крај ја реализираат целта. Значи еден цел процес од идеја до реализација. Тоа го работеа младинците во Охрид, ние сме вклучени во Охрид веќе изминативе 20 години, тоа се работи во Македонија. Тоа го правеа во месеците февруари, март, април нашите деца и потоа со тие проекти се аплицира во канцеларијата на ПХВ во Скопје, таму се вреднуваат тие проекти и најдобрите проекти добиваат пехар, односно признание, национално признание. Што значи тоа најдобри проекти? Сите проекти се добри, бидејќи тие децата прават работи кои што не ги направила државата или општината, како да ви кажам, значи помагаат на социјално загрозени семејства, сплутуваат деца од различни националности, купуваат опрема за здравствени установи и така натаму, но оние проекти каде што се проценува дека децата смениле нечии живот, дека имале некоја многу благородна идеја, значи операција на кого му се спасил живот или изградиле санитарни јазли за семејство кое што ги немало, тој проект добива сонце. Оваа година Охрид имаше 8 проекти со кои аплицираше до канцеларијата на ПХВ и 6 од нив, дури 6 беа вреднувани со сонце, тоа е рекорд во Македонија досега во програмата ПХВ и поради тоа го добиваме пехарот, кој што свечено ќе биде доделен на 20 јуни во Охрид. Втор пат добивате ваков пехар? Трет пат. Трет пат? Да. Да? Да.
уште подобро. Да, трет пат добиваме и навистина котираме, да речам, високо во таа програма во Националното друштво на Република Македонија. Така. Ги испреплетивме, значи Вдиши театар со ПХВ програмата, но вие сте и таму вклучени. Рековме дека децата се ангажирани и во едниот и во другиот проект. ПХВ колку години веќе екзистира? ПХВ 20 години. 20 години, да. Значи тоа е еден долг период. Како се развиваше со годините наназад, значи претпоставувам дека работите се сменати на подобро и малку ви е олеснато делувањето. Бидејќи најтешко е кога се крши мразот во секоја област. Да. Значи ние милуваме да кажеме на децата кога ќе дојдат на ПХВ работилниците дека тие не ни биле родени, пошто се на 13 до 17 годишна возраст, кога ПХВ почнал да екзистира во Македонија. И токму таа е формулата заради која што обстојува. За да се биде атрактивен за младинците, а ПХВ е многу атрактивна програма, впрочем исто како и Вдиши театар, мораш да се менуваш, да го следиш современиот чекор или тренд и да бидеш и интересен за децата, а при тоа да ги реализираш оние хумани цели кои што викаме. Постои тим на инструктори, национални инструктори кои брои 33 члена. Тоа сме луѓе различни по многу аспекти, различни по националност, по старосна структура и така натаму, кои што интензивно преку текот на целата година работиме на креирање на тој модел, промена на некои работи за да се со цел да може да бидеме во чекор со современиве трендови, како што кажав, интересни за младинците, но и нормално да се наоѓаат младинците тука, но и да бидат корисни за нивната општествена заедница. Рековте, проектите се сврзани со некој реален проблем, со помагање на индивидуалец или на семејство, или можеби на една поголема група. Кај нас полни раце работа од овие области, за жал. За вас може би добро, затоа што имате повеќе идеи на кои што можете да работите, ама за едно општество и за еден град навистина не е позитивно, кога имаме многу вакви случаи. Да, мислам дека ситуацијата е иста во цела Македонија. Би било подобро да нема многу работа во таа смисла. Мислам дека ние секогаш во Црвен крст сме такви луѓе кои што секогаш си го подигнуваат нивото на желби, на аспирации, на цели, така да ќе најдеме работа и да е за работата завршена, но за жал таква е ситуацијата. Децата многу често прават работи кои што требала да ги заврши државата или општината. Тоа се, не знам како да кажам, запишување на деца во училиште, кои што не се запишани заради тоа што немале извод. Па децата ја направиле целокупната потребна работа, документација за детето да добие извод, па да дури го запишуваат во училиште, значи сите потребни тестирања. Описменуваат деца. Значи деца кои што се на 10-11 годишна возраст, кои што не биле описменети. Значи тие седнуваат и го даваат своето слободно време и уживаат при тоа. Се зближуваат со целните групи, настануваат пријателства. Понатаму градат, како што реков, домов, имавме ние случај во Дебар една година каде што и куќа се изгради во рамки на ПХВ проект. Многу често тие ја анимираат целокупната заедница и тука е нивната... Тоа сакав да прашам. Ајде, можеби општеството не знаело, не можело, не умеело или што и да е, да најдеме некакво оправдание, да реши некој проблем, но кога веќе се иницира од ваша страна, дали барем тогаш институциите помагаат? Апсолутно, да. Да, значи ние во Охрид имаме искуството дека се и институциите хумани, и граѓаните се многу хумани, бидејќи ние, верувајте, тие неколку месеци сме постојано на терен, децата се постојано на терен, работат различни проекти, а некогаш им се поклопуваат активностите и акциите. И секогаш успеваат. Значи, наидуваме секаде на отворена врата, секогаш на поддршка. Така да, она што кажавте, значи, можеме да констатираме дека охриѓани се хумани и институциите во Охрид се, хумани. Каде повеќе се пронаоѓате? Во Вдиши театар или во ПХВ проектите? Јас лично? Да. Интересно прашање. Работата со младинци ме исполнува. Јас некако и таму ја работам истата работа. Значи, во промоција на хумани вредности, повторно ги насочувам младите, ги обучувам како да ги прават нештата, а тие се тие кои што ги прават нештата и сите тоа се работи тимски. Театарот ми е љубов од дете. Инаку имате пишувано некои од представите, барем делови од
Па да, представите, сите од представи сценаријата, така да. настанале. Да. Сите представи така настанале, тоа е, знаете како, идеи ние почнуваме уште од почетокот на второто полугодие на учебниве години, ние почнуваме да работиме на представата. Идеите се тука, се вртат, сега кој тој што ќе ја напише идејата првично, па таа ќе ја доработиме, ќе додаваме фрази, работи, значи тоа не може да кажеме дека текстот е од еден од нас. Значи секогаш тимот е тој кој што стои зад текстот, но и самите деца. Ние дозволуваме тие да. Импровизираат и на сцена, но не многу на сцена, туку во текот на пробите имаат право да кажат дека овде можеби подобро ова да го вметнеме ова. И ние, ако е тоа оправдано издржано, тоа го правиме така, некако сите го креираме сценариот. Реков дека тече времето и се именуваат нештата, но еве Црвениот крст од Охрид обстојува и бележи се поголеми успеси, а тоа пред се должи на волонтеризмот и на децата кои што се заинтересирани да учествуваат и да членуваат во ова организација. Како ги стимулирате деца еве да се ангажираат во Црвен крст? Има многу, значи во многу сегменти во кои секој може да се најде. Значи дали еве во Вдиши театар, во ПХВ проектите, во крводарителски акции, помагање на социјално ранливи групи, имате значи многу што. Како се стимулираат? Дали вие го правите тоа, го промовирате или пак еден од друг си се стимулираат самите деца, кога некој ќе дојде па ќе види каква е атмосферата, што се таму се прави, дека има позитивно искуство, па ќе го стимулира и неговото другарче. Така. Сето тоа можам да кажам дека е малку и стратешка, да речеме, пределба наша. Се обидуваме да имаме лепеза на активности, на програми, во која што ќе може секој минимум барем во една да се најде, значи без разлика на возраста, на образованието, на социјалната структура. И има волонтери, да, има и младинци, но доколку не си доволно атрактивен или доколку некој не може да се најде во било што, тој ќе си замине, бидејќи има многу други организации каде што можеби истиот ќе најде нешто. Поради тоа ние се обидуваме да направиме некоја база на активности за сите и работиме многу на одговорност, на посветеност, на тимска работа и ги уважуваме децата. Значи ги почитуваме, тие се личност, тие се личност во мало, ако може така да кажеме, значи не е дека само ние возрастните знаеме како и што треба, ние секогаш ги почитуваме нивните идеи и ги поддржуваме. Така да голем дел од активностите што ги гледате се на самите деца. Ние само сме тука да им дадеме поддршка, техничка, логистичка, суштинска, доколку треба да тие тоа го барат и јас мислам дека поради уважувањето на нивниот збор, на нивните идеи, тие го ценат тоа и поради тоа остануваат во Црвен крст и нормално поради активностите. Колку време сте вие во Црвениот крст? Јас сум 15 години. И тоа ви се гледа вака од ова дистанца многу или малку време? Како да ви летнало времето или ми летнало времето, ми се гледа како малку, како многу ми се гледа кога доаѓаат нови генерации, кога ќе сватам по начинот на обраќање, по начинот на почитување, на поставување на некои прашања, ќе сватам дека многу долго сум веќе тука и некако сум и во структурите и во многу програми и тогаш сваќам дека поминало многу време, но не сум го почувствувала кога поминувала. Што е поразлично од вашите почетоци и сега? Значи еве и во начинот на вашето работење, но и во новите генерации кои што доаѓаат. И што е исто? Да. Предпоставувам иста е, не знам, хуманоста, желбата да се помогне и општествената одговорност и така натаму, а што е поразлично? Принципите се исти, така ние сите од Црвен крст знаеме дека нашата организација се потпира на идеите од Анри Динан и на принципите кои што се секогаш исти, значи хуманост, волонтеризам, единство, непристрасност, независност, да не ги набројувам сега сите, 7 се наброј. Тие се исти. Интересот, желбата или ние како што милуваме да си кажеме вирусот кога ќе се заразиш е ист, значи кај мене иста енергијата, желбата да бидам таму. Различни се можеби програмите, работилниците кои што ги правиме, барањата на младинците. Нормално е тоа, бидејќи живееме во време кое што се менува брзо.
Но мислам дека капацитетот на луѓето кои што доаѓаат во Црвен крст е секогаш ист, тие сакаат да дадат дел од своето слободно време и исто е дека добиваш признание кое што не може да се надокнади на друг начин, значи не може да се плати. Секогаш она што ќе го направиме преку Црвен крст е некако подобро, поважно, позначајно отколку нешто што ќе направиме за пари. Барем јас така го доживувам. Значи нема пари со кои би се платило задоволството дека си помогнал некому или дека си направил можност цел град да види културни содржини во следниве, например, 4 дена. И тоа слободно. Значи ние правиме нешто добро за нашиот град. Така. Значи покрај сите оние ветрометини на ова современо, не знам како да го речам, време, не време, сепак остануваат оние основни вредности кај луѓето, сепак можат да се најдат. Да, остануваат, ние во Црвен крст сите ги имаме и ги гледаме и кај младинциве кои што доаѓаат. И тие ги имаат. Тоа е, значи, вака позитивно. Ние имаме надеж и сме стварно оптимисти, значи не е само теоретизирање или на, како да кажам, ставено на хартија, туку на вистина ги живееме принципите, колку тоа и да звучи лудо за ова време. Така. Весно, овде малку ќе ве одморам, да земиме ние здив. Многу е топло во студиото. Мала пауза ќе направиме за реклами и потоа продолжуваме за некои ваши идни планови и проекти. Дали ќе одмарате летово или повторно ќе бидете активни, ќе ни кажете после рекламите. Добро. Викенд акција во Миса Маркети. Пченица 24 денари. Долчеза тортица 28 денари. Хајду крем с денка 28 денари. Стоби флипс 40 грама 8 денари. Гуте фрукте сокче 200 мл 8 денари. Пазарете со мерак, ваши Виса Маркети. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Италијански квалитет, разновидни и динамични. Внесуваат свежина во просторот. Флорин плочки во Кармен Бау центар. Ја ослободуваат вашата креативност за да им дадат облик во вашите простории со гаранцијата Made in Florin. Површини со камени плочи од порцелан, дизајнирани да ја завршат секоја домашна средина врз основа на вашиот стил и вашата личност. Кармен Бау центар, улица Железничка број 3, 046 258 285. Затоа што туризмот е нашата иднина. Ние го откривме својот талент. Открите го и вие. Кам, постојано ниски цени. Пилешко голд филе 1 кг 189 денари. Соленки лиснати со путер и сол 47 денари. Со путер и кашкавал 49 денари. Дански путер колачи 454 грама 179 денари. Памучни блазници 34 денари. Кам, купувај мудро. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче.
Ние малку направивме пауза, одморивме. Дали вие ќе одмарате летово? Па со младинците, да ви кажам, ќе одмараме. После овој фестивал имаме уште еден камп младински, работилници да речем, да направиме евалуација на сето тоа што ќе се случува на Вдиши театар, да научиме повторно некои вештини и потоа ќе одмориме малку се до следната проба кога треба да се припремаме за патувањето во Крагуевац. Тоа негде септември рековте месец или крај на август, кога ќе биде? Ќе одиме во септември, првата недела на септември би оделе. Значи ги посетивте сите речиси градови кои што се и ваши гости, за повторно кругот се врти повторно во Крагуевац. Какви се сеќавањата од гостувањето во Крагуевац? Како си поминавте тогаш кога бевте првиот пат? Одлични беа, супер бевме прифатени од тамошната публика. Освен тоа, децата остварија пријателства кои се уште траат, разменија искуства, научија нови работи, посетија знаменитости таму, така да сите тие кои што биле зборуваат дека си поминале прекрасно. Така. Знам оние деца кои што им дозволува тоа ангажманот од кога ќе завршат 4-та година, некој заминува на факултет, некој овде, некој во странство, некој останува тука, ако имаат можност и повторно продолжуваат во Црвен крст. Значи, од оваа група сега што беа актери и до година, доколку можат, повторно би учествувале во некој од проектите. Да, и имавме таков случај пред 2-3 години, имавме глумци наши кои што отидоа на факултет, но доаѓаа следните 2 години глумеа. Може би немаа многу голема улога за да може да усогласиме со проби, но нивната желба да се вклучат беше голема и тоа се случува и сега. Значи сите кои што сега ќе заминат Скопје или некаде да студираат, уште од сега ни кажуваат дека да ги планираме в година повторно да бидат на сцена, така да во зависност од нивните обврски тие би се вклучиле и ние тоа многу го цениме и некои од нив и кога се враќаат како професионалци се вклучуваат. Значи тие што навистина се заразиле со Црвен крст се вклучуваат во било која улога и во било која возраст. А дали на некој ова му било токму на иницијална каписла за да се запише на драмски уметности, да продолжи со глума, значи да се открие себе си дека има таков талент? Имате ли такви некои случаи? Имаме еден случај, тогаш уште не беше формиран Вдиши театар, но глумеа во рамки нова програма која што ја споменуваме, промоција на хумани вредности, и токму наш младинец Сара Климовска, значи тогаш глумеше во тие неколку представи кои што ги правевме и ги дававме во рамки нова програма. И ние тогаш имавме навистина многу младинци кои што покажуваат такви способности, таква љубов и желба. И ние така го создадовме Вдиши театар. Рековме, имаме многу деца кои што сакаат да глумат, имаат талент, зошто да не направиме театар? Така и настана Вдиши театар. И токму Сара Климовска сега е студент и чинам веќе дека има неколку филмски улоги. Значи, таа е една од нив. Другиве се навистина талентирани, но сепак избраа нешто друго, ама како хоби многу од нив глумат аматерски. Така. Кога ќе давате реприза за оние кои што не ја видеа представата синоќа? Немаме уште одлучено, но се надевам како и минатата година, секогаш имаме побарување да ја даваме повторно представата и навистина би било штета само еднаш да се прикаже домино пред охридската публика. Се надевам дека ако не ја дадеме повторно во јуни, тогаш во септември сигурно би ја дале уште еднаш. А дали некој гостување во Македонија може би договарате во некој друг град? Така, за сега не, но на секоја покана би одговориле, доколку можеме да ги обезбедиме глумците, бидејќи знаете, лето во Охрид сите се некаде работат или се спремат, студират и така натаму, така да е многу тешко една група од ние рачунајте дека имавме вчера 25 глумци на сцена. Значи многу е тешко да се скоординира нивното слободно време, најмногу, но нормално доколку би имале покана некој, доколку го возможиме тоа би настапиле. Зошто, еве, барем јас со оние представи што сум ги следила, сите се во предворите на Света Софија. Зошто ја одбирате токму оваа сцена? И одговара на тоа што се представите, тука некако ви е најблиску, може би најзгодно, или имате соработка за да ви се отстапи таа сцена? Што е во прашање? Зошто токму тој простор? Света Софија е љубовна прва представа, ако можам така да кажам. Првата представа Суд за морални вредности, тие кои што ја создававме, ја замисливме тука. Ја замислувавме прво на некои други локации, но кога ги согледавме тие локации, свативме дека многу треба да деранжираме многу луѓе, многу институции. Тие беа навистина надвор од градов локации, се одлучивме за Света Софија и ние по таа сцена го креиравме сценариото, глумците и сето тоа.
Тој изгледаше тогаш толку величествено и ни понуди толку можности за, да речам, за мултимедијални активности, што ние некако секоја следна представа ја замислуваме таму и соработката ни е на одлично ниво. Надворе, посебно во овие услови, пријатно е и покрај сиве овие работи кои што ги кажав, ние сакавме, рачунајќи на тоа дека Охрид е колевка на културата и на писменоста, дека е туристичко место кое што е посетено од многу туристи, ние сакавме со представите да го на некој начин и да го промовираме Охрид, да го промовираме културното наследство. Знаете дека и некои од представите, на пример Деспина ќе ја грабиме, никој да не знае, Фортуна исто така, беа представи поврзани со Охрид и со охридското наследство. И токму поради тоа сцената ни одговара и навистина ни е криво кога ние посебно Црвен крст, да кажам, ето сме малку и разочарани што сите однадвор гледаат важноста на овој фестивал, на овие представи, а немаме поддршка, на пример, од, да речеме, Комисијата за доделување грантови оваа година во Охрид за проекти од јавен интерес. Значи, нас една од целите ни е промоција на Охрид и на културното наследство. И тоа навистина преку оваа сцена предворието на Света Софија, мислам дека го постигнуваме, барем делумно. Така. Значи, да очекуваме наредната представа да е на оваа сцена, или? Нашата или ова што е денес? Од Диши театар. Од Диши театар, сиве следни представи, значи денес, вечерва е представата Викенд на мртовци од Црвен крст Битола во 20:30, исто во предворие Света Софија. Утре, исто во предворие Света Софија, Црвен крст Суботица, Радован трети. Во сабота, во 18:30 е во Домот на култура Григор Прличев, представата од Ужице, Брешоу, но тие бараа да биде затворена сцена. И последната представа со која ќе го затвориме фестивалот е во сабота, во 21 часот, од Крагуевац 100 за 1 се вика, и таа е во Света Софија. Значи, 90% од представите ни се Света Софија. Значи не само вие што го бирате овој простор, да, тука и гостите го сакаат. Гостите се воодушевени и од сцената и од амбиентот. И навистина сцената сама по себе Света Софија е некогаш доволна да направи убав печаток, а ние некако само го дополнуваме со перформансите. Так. Дали веќе ви се врти нешто низ глава за наредната представа? Рано е уште, значи некаде од ноември почнувате да планирате што ќе биде, како ќе биде, но сепак, дали нешто ви доаѓа на памет? Интересно дека секогаш обработуваме некои актуелни проблеми, колку и да сакаме да избегаме и да бидеме малку можеби покомични или ето нешто да ја релаксираме повеќе публиката, секогаш ни се наметнуваат некои секојдневни проблеми, така беше и со вчерашната представа. И веднаш, можеби додека ја спремаме веќе представата која што ние имаме идеи што в година ќе правиме. Дел од тимот, член од тимот од минатата година вчера ни кажа дека има веќе 5-6 текстови кои што ги има започнато или идеи кои што се вртат и кои што веднаш ќе ги сподели со тимов, па да видиме со која ќе одиме, со која представа ќе одиме следна година, така да колку и да мислиме дека кога ќе завршиме сега малку ќе одмориме, можеби амбиентот кој што ќе го доживееме на отварањето и сета таа енергија и тоа признание што го добиваме од публиката не тера повторно и повторно да работиме, да го правиме тоа во кое што уживаме. Па, во една работа, ако нема континуитет, нема ниту успех. Значи, ако застанеш на вистина без да не размислуваш за нештата, тогаш веќе се губи смислата и она енергија што те тера напред и добро е така да се движи, да се движат работите. Што однаесе други проекти? Значи, ПХВ си продолжува понатаму со нови проекти, нови деца. Може би уште еден пехар. Да. И многу сонциња. Да, ви благодарам. Црвен крст има постојано активности. Летово повеќе ќе бидеме насочени кон безбедност на вода, да речеме крводарителство, социјалните програми, но во однос на младинциве, на програмите со млади. Од наесен, значи, продолжуваме со една исто интересна програма за развој на лидерски вештини, која што одеше и во изминативе месеци, каде што повторно имаме младинци, речиси на слична возраст со средните училишта, со кои работиме на една интересна програма од Peace Corps, која што поттикнува кај нив развој на социјални, комуникацијски, лидерски вештини, кои што ќе ги стават во функција. Значи, тоа е исто многу интересна програма, почнува од наесен, втор циклус. Промоција на хумани вредности секако и таа некаде од октомври-ноември веќе правиме
селекција на учесници кои што би биле дел од новиот циклус, каде што повторно ќе дадеме максимална поддршка да се помогне, бидејќи ние ги учиме дека тоа е примарната цел, пехарот е само додадена вредност, но сме многу горди доколку го добиеме. Вдиши театар апсолутно продолжува и клубот на млади, значи тоа е исто еден огранок во Црвен крст кој што секоја среда има состаноци и кои што прават активности и акции кои што се во рамки на овие програми, но некогаш и прават некои проекти надвор од сива овие програми каде што ние апсолутно ги поддржуваме. Така. Благодарам за учество во Лупа, еве што споделивме некои импресии од синокешната представа и од се она што предходеше и од се она што следува, не само во Вдиши театар, воопшто во работата со младите. И знаете што, навистина вака наинтимно посакувам, ова се вие што го правите, нека предизвика еден домино ефект кај пошироката маса. Значи еден позитивно домино ефект. Работите да се движат во една нагорна линија и да гледаме убави нешта, да ни се случуваат убави нешта и во градот и кај младите, затоа што само така ќе се подобрат работите. Да. Ви благодарам на честитките, на желбите, на вашата покана и на вашата поддршка. И многу убаво кажавте, значи ние би биле пресрекни доколку делуваме како домино ефект и доколку сме позитивен пример за нештата да се променат. И верувајте дека го чувствуваме тоа. Ние вчера го почувствувавме во рамки на нашето свечено отворање, во рамки на оно што го видовме од задоволството на родителите на децата, пријателите, граѓаните на Охрид, и мислам дека доколку успееме барем 5% да бидеме домино ефект, би било супер за нашиот град. Така, и да ги поканиме охриѓани вечерва да дојдат на представата, да ја проследат, да ги почестиме нашите гости со присуство, затоа што навистина сигурно и за нивната представа стои голем труд и ангажман на младинците. За кого стануваше денес збор? Денес станува збор за Црвен крст од Битола и за представата Викенд на мртовци. Денес е комедија, значи ги поканувам еве да дојдат, влезот е слободен, да вдишат театар, не само денес и следниве 3 дена, бидејќи ова навистина ретка можност каде што ќе уживаат и ќе дадат допринос во сето она што го правиме за да имаме подобар живот. И да не велиме дека немаме културни збиднувања, еве имаме културни збиднувања. Да ги искористиме. Благодарам уште еднаш. Фала ви јас.